Екипата на Бекстејдж на нашето добро познато и омилено место, ресторан Дион, и со едни од нашите омилени дечки кои што постојано прават нешто ново и не застануваат и ќе освојуваат Македонија и решени се, и тоа е тоа. Значи, добар ден или добро вечер, бидејќи навечер оди емисијата, за Зибом или Шишка и Насте, веќе добро познати ликови и од етерот и од музичкиве води. Како сте? Супер сме, вие како сте? Јас сум одлично, ти благодарам на прашање, ретко кој ме прашал мене како сум. Насте? Да, добар сум јас, фала на прашање. Тоа ми се допаѓа. Имав можност деновиве малку да се позанимавам со вас и да го погледнам она најново што успеавте да го направите. Ајде, од идеја до реализација излезе конечно Трип. Од каде идејата за песната, со кого работевте на песната, а Насте може повеќе да ни каже за спотот. Песната работевме со Андреј Ник, како што и ги работиме претежно сите песни. Продукцијата е негова, ние го пишувавме текстот, работевме на оваа песна, више ни беше спремна од декември, така нешто, и сега снимивме спот и ја извадивме. Сега јас имав можност да го погледнам спотот, ќе имаат можност и гледачите. Малку е така послободен, провокативен, да кажам, убава девојка сте нашле во спотот, но Насте ќе ни ги каже сите детали околу спотот. Епа вака сега, значи, спотот го сними Бојан Василев, го снимавме кај Тоше Пролайт во студио, најдовме една моделка, друго што имаше. Гласни ли бевте при изборот на моделката? Па да, се прифати одма. Слушаат девојките, не слушаат. Прифати, па нека слушаат и они беа известени за све, значи тука све си е коректно и фер. Дали ви требаше време моделкава, која што беше главна улога во спотот, плава девојка се вика Вања, така? Ја поздравуваме во моментов, ќе имаат можност да го погледнат гледачите спотот и да уживаат во него и во вашата песна, која што морам да признам е певлива и некако ми се гледа дека ќе биде хит. Какви се коментарите од вашата најблиска околина, првенствено? Позитивни се, од све што сме чуле до сега, само позитивни коментари. Им се свиѓа што е малце поразлично од тоа до сега, у смисла на звук, малце е различен спот од студиски, обично ние ги правиме надвор спотовите со многу луѓе у позадина и многу реквизити, ова малце посмирено, помангупски. Така да добро беше. Трип ја слушаме вечера во Бекстејдж, но вие не застанувате тука, работите и на нешто ново, се ближи Валентајн или Свети Трифун, православниот празник, меѓутоа младите нели малку го прифатија тоа кое што ни дојде од западот и го прославуваат и другиот им одговара, нели? Некако е поврзан со љубовта. Што подготвувате за тој ден? За Валентајн спремаме уште еден спот, значи овој ќе биде малце понежен и ќе биде малце поромантичен, да покажеме нашата пољубовна страна и да не откриваме многу, Ќе чујат на 14. ќе видат на 14. Така ќе го промовираме и на Бекстејдж. Мене ме интересира што славите вие, дали Трифун или Валентин, и прво да слушнам што славите, па имаме следно прашање. Епа славиме што ќе извадиме песната. Тоа е нашето славување. Така да, иначе и двете. И две. Што е најромантичното нешто, бидејќи кажавте, ќе ја покажете на најновата песна, вашата поромантична и понежна, мирна страна. Што е нешто најромантично што имате направено за девојка во животот? Па имам пишано песна. Така, Песната е посветена? Мислам дека од нас тоа би било најромантично. Да. Некако одговараш под А, под Б или под В. Колку? Ако си е мирен Кратко и дечко јасно. си е. Да не ти забрани менаџерот. Не, добар е менаџерот. Да, и мора да го поздравиме менаџерот, пошто без него спотот немаше да биде. Значи, и он има една огромна заслуга. Се грижи за вас. Трип, потоа ја вадите, ајде кажавме љубовната песна за Валентин. Има ли каде да се вртат вашите песни? Дали сте задоволни од промоцијата? Вреди ли да се вложува во естрадава? Па вреди секако, може малце треба да идеш со главата од зид некој период, ама вреди. Да имаме контакти со неколку радија, ќе видиме и таму ќе оди, само нели нормално ќе одат песни што не се експлицитни, како оваа за Валентин сега што ќе излезе, таа ќе биде малце понежна, помирничка, со поубаво избрани зборови и така. Песнава која што денес ја промовираме во Бекстејдж, ми споменавте дека малце има некои проблеми со YouTube.
Дали вреди да се ризикува во некои случаи како конкретниот, само за да го доловите она што сте го посакале, да биде сценариото такво, да биде режијата таква на спотот, баш по ваша желба и по ваш кејф, да кажем. Не ни беше насу план да има ваков ризик, ама сега тоа е што е. Тие што Ке е направено. така е. Тие што не гледаат може да им кажам да отвараат песната што поише преку линкови, преку Инстаграм, преку како и да им излезе. У срч не ја дава само, ама работиме ќе го решиме и тој проблем. Така да. Па углавном, гледај, сега пак има они кај да не слушаат, може да не слушаат на стриминг платформи од типот Spotify, Deezer, Apple Music, така да ако не идат двама луѓето ќе идат на другата страна, така да окей, али све се учи. Прв пат имаме ваков проблем, пошто има експлицитна содржина 70% од спотот, така да еве, затоа сега на Валентинс нема да има и ќе биде по, нели, пак кажувам, мирно, мирничко.